Македонски брод ги има двата најинтересни, најуникатни обичаи во Македонија за одбележување на вториот ден на Великден. Едниот е наречен покрсти, кој што е црковен обичај, а вториот великденски кули или народниот обичај. Овој ден започнува со обичајот покрсти, кога се прави литија со голем број на верници кои што одат на сите 4 страни околу градот и во специјално одбрани дабови дрва прават крст. На средината од крстот со сврдел се отвора дупка каде свештеникот става лепи вино и потоа истата се запечатува. На 4 одредени дабови прават крст, а потоа во крстот се прави дупка каде што ставаме лепи и вино што го символизира телото и крвта Христови, а потоа тој крст се запечатува како што Христос воскресно од гробот, така е и ние со една символика даваме символика на овој настан. Потоа во дворот на градската црква Пресвета Богородица се одржува великденска средба со гости од цела Македонија, кои што тука доаѓаат специјално да го гледаат уникатниот обичај кули. Кулите се составени од два реда на луѓе од по 5 во ред. Тргнуваат од пред црквата и се движат до така нареченото место сред село или центарот на стариот македонски брод. Додека се движат низ улиците, учесниците пеат македонски песни. Чувството е што да ти кажам. Одлично може да ти речем. Малце сте уморни се здолу што беве ние луѓето. По кој пат учествувате? Од кој е почнато може 30 години, 40 згора. Ако помлад бев горе качен, сега малце постар и подебел, здола сум. Чувството беше интересно многу и имав на почетокот малку трема, се плашев, ама после беше многу поубаво. По кој пат учествуваш? Прв пат. Заморно, али издржавме машки. Колку младите ја почитуваат оваа традиција тука? Па еве, сами гледате, 80% се млади луѓе. Еден од најстарите во носењето на куливе. Супер, ова е традиција, што нема да се заборави. Кулите инаку го символизираат османлиското петвековно робство. Според преданието, славењето на Великден со пари било откупено од страна на султанот за да може жителите на Брод да го слават овој ден. Но извесен Асан Бек, кој што бил надлежен за овој реон, сепак не им го дал првиот, туку да го слават само вториот ден од празникот. Кулите се символ на македонскиот непокор. Меѓутоа, итрото православно население од македонски Брод решило, се договориле да ги направат великденските кули во символиката на надмоćноста, на дитрината, каде што првиот ред го символизира османлискиот
дел на османлиите, а додека вториот ред е на покорното православно македонско население од Македонски Брод. Тие високо се издигнуваат на рамената над османлиите и така таа символика кај нив во срцата, во душата трае до ден денеска, каде што кулите се еден вид непокор за македонштината и за православието. И за овие обичаи можам да ви кажам дека не се прекинати никогаш. Од кога се почнати сам не знам, меѓутоа секоја година се одржаваат по една, две, испод 2 кули не било никогаш. Од 2 до 5-6 така се прават и помали со години и повозрастни, така што од сите возрасти прават по една кула. Чувството е големо, посебно во младите години. Не значи дека не е убаво и во постари години, меѓутоа обично кога се оформуваат дечките, сакаат да носат кули и се гордеат со тоа. И тоа е една созревање на машкост и на оформување на личност. Честувањето на празникот продолжува со македонски песни и ора околу црквата во Брод.